Конечно договор за договорот од Пржино. Добро вечер. Тоа е темата во вечерашната топ тема. Еве што донесувам. Усогласено спроведувањето на обврските од договорот од Пржино. Почеток на разврска на политичката криза или вовед во нови турбуленции. Дали административните мерки и законските измени се доволни за кредибилни избори до година? Ова е само провокација заедно со многу други прашања за моите вечерашни гости, а тоа се Марија Ристевска, универзитетски професор и извршен директор на Центарот за креирање политики. Истражување и креирање на политики. ЦРПМ, ние се знаеме ката. Добро вечер и добре дојдовте. Поранешниот пратеник, господин Исмет Рамадани, добро вечер и добре дојдовте и за вас. И универзитетскиот професор и член на ФРОДЕ, господин Ненад Новковски. Добро вечер и добре дојдовте. Договорени се измените на изборниот законник. Договорени се новите министри и заменици министри, новиот така наречен закон за бомбите, кој што има ново име, закон за заштита на приватноста, и договорен е законот за укажувачите на корупција и друг вид криминал и девијантни појави во администрацијата. Тоа е накратко исходот од синокешната лидерска средба, која што впрочем заврши рано утрово. А како вовед во вечерашнава дебата, подсетување на оценките на политичките лидери низ прилогот на колегата Панта Џамбазовски. Не кажа детали. Не кажа детали. По повеќе од 5,5 месеци од подпишувањето на договорот од Пржино, доцна во ноќта по речиси 8 часа преговори на лидерска средба, беше договорен законскиот пакет за негово спроведување. Учесниците на преговорите во своите изјави изразија задоволство од постигнатиот договор и оценија дека тоа е победа на земјата. Лидерот на СДСМ Зоран Заев рече дека од премиерот Никола Груевски добил согласноста за кадровските решенија за министри и заменици министри од СДСМ. Ова го правиме да добиеме гаранција за граѓаните пред се, за слободно изразена волја на изборите на 24 април, каде што покрај власта гарантира и опозицијата. Истовремено, во овој период, да ја подобриме нашата Македонија со демократизација на институциите, пред се во медиумите, во правосудството. Лидерот на ВМРО ДПМН Груевски изрази задоволство што новите членови во владата ќе бидат високи партиски функционери на СДСМ. Мислиме дека е добро, затоа што сакаме партиски да си преземат политичка одговорност, а не некој да се крие зад наводно некакви експерти кои што всушност се анонимни членови на СДСМ, а се представуваат како експерти. Вака е одлично. Тој изрази задоволство од постигнатиот договор и пред се затоа што датумот на изборите е влезен во законот. Наша стратешка цел како партија беше да се бетонира датумот на избори. СДСМ имаше обиди да го одложи, односно бараше да биде одложен. Ние тоа не го дозволивме, инсистиравме да остане 24 април и затоа ни беше важно колку што е можно побрзо и без одлагање да има избори и народот да може да си донесе одлука и да каже кому верува за понатаму. Народот знае да го препознае тоа, знае да препознае што се политички игри и интриги и нече се начин на и обид за доаѓање на власт. Граѓаните на слободни избори ќе изразат својата волја дали земјата ќе се демократизира, Заев вели. Институциите ќе се демократизираат во Македонија кога оваа власт ќе замине. Тогаш ќе се демократизираат институциите. Сега, заедно со власта, сме гарантори на фер, демократски и регуларни избори, онолку колку што сме застапени во власт. Но сепак тоа е силна гаранција. Од денеска има надеж за граѓаните на Македонија. Јас сум прв опозиционер и само ќе потврдам. Реков дека денеска победи Македонија. Лидерот на ДУИ Али Ахмети оцени дека со договорот на партиската четворка конечно е направен потребниот исчекор. Тоа е добар настан за Македонија, за граѓаните на оваа земја.
Никој не триумфираше, сите победија, а нема губитници. Мислам дека денеска направивме добра работа. Лидерот на ДП Мендук Тачи не учествуваше во преговорите. Имер Алиу го искажа партискиот став и рече дека не е оптимист. Ние ќе продолжиме да бидеме опозиција и на ова влада, иако не веруваме дека договорот до крај ќе се имплементира. Од договорот од Пржино остана уште точката за медиумската сфера. Сите слават, сите задоволни, секој од своји аспекти со посебен акцент на она што е договорено и што е значајно од договорот. Ристеска би почнала од вас. Дали кога имаме ваква ситуација, тоа значи кога сите се задоволни, значи дека имаме добар договор? Видете, целите преговори во суштина покажа дека многу е потребно во Македонија да се научиме да градиме консензус за битните, виталните прашања на земјата, виталните интереси на политичките партии. И во суштина ние и во Центарот за истражување и креирање политики на почетокот на оваа политичка криза излеговме со став дека најпрвин е потребно политичките партии да седнат на иста маса и да се договорат. Потребен е елитен договор за нивните витални интереси. Потребно е да се утврдат кодекс на политички надпревар помеѓу нив, но исто така и да се утврдат начините како ќе функционираат владините институции, тоа да не биде предмет на постојано негирање и оспорување од било од која страна, со цел да имаме стабилност во земјата и спроведување на политиките кои што се утврдени во корист на сите граѓани. Така многу малку од она што беше ваш предлог конкретен, предлог на многу други слични think tank организации, невладени организации, многу малку влезе во она што го видовме како концепт на Пржино и она што понатаму се случуваше. Напротив, јас мислам дека она што ние го зборувавме во суштина беше на некој начин и пресликано и во извештајот од Прибе, и исто така во договорот од Пржино. Во суштина и ние зборувавме дека се потребни 3 чекори, а тоа е првенствено градење на консензус, договарање на елитите, второ да се отпочне со голема демократска реформа со цел спасување на демократијата во Македонија, а таа реформа ја подразбираме реформа на самите политички партии, заради тоа што имаме многу малку внатрепартиска демократија, и воопшто реформа на самото општество, заради тоа што механизмите, демократските механизми многу малку можат да се практикуваат од страна на граѓаните во земјата, а тоа резултираше и со голем револт на граѓаните, излегување на демонстрации, протести, поради што беше знак за било која влада дека мора да ги засели демократските механизми, како што е референдумот, како што е електронско гласање, како што е поголемо практикување на граѓански форуми, со кои што во суштина ќе ги отвориме процесот на креирање политики малку пошироко за граѓаните, со цел политиките кои што ги донесуваме не само да задоволуваат некој јавен интерес, туку исто така да создаваат јавна вредност кај граѓаните. И тоа останува сепак како задача за понатаму. Задача за понатаму, точно, и она најбитна задача сметам, од која што треба да ја научиме, мислам да се потрудиме да ја спроведеме, тоа е заекнување на институциите кои што вршат проверка и го штитат интегритетот на државата, на државните институции, а со тоа и создаваат поголема доверба на граѓаните кај државата, а тоа е Државниот завод за ревизија, Државната комисија за спречување на корупција, Комисијата за заштита од дискриминација, јавното обвинителство, сите оние кои што можат да ги спречат партиите да ги злоупотребуваат функциите и системот на награди и привилегии кои што постои. Да, ќе загатнеме и делот прашањата за тоа што допрва и се уште треба. Рамадан, имате доста искуство во ваков начин на преговори. Ете, од аспект на тоа искуство, како ви се чини овој договор сега? Дали ова наеднаш проработе совеста на лидерите и
потребата, интересите на државата да бидат надпартиските или сепак оние притисоци што ги имаше во меѓувреме го одиграа своето? Јас може би неколку пати го повторувам и по медиумите дека во овие средби кога би биле сами овие наши лидери не би имале никаков договор. Но добро е тоа што медиаторството, односно медиаторите се перманентно тука и ги водат тие преговори, односно ги менаџираат. Јас по изразот на лицето и изјавите на лидерите на партиите, барем тие што дава изјави, не би се сложил со тоа дека сите се задоволни. Еве, уште еднаш не подсетивте на тие изјави и по лице, ако ги гледаме по нивното расположение, мислам дека лидерот на ВМРО ДПМН, односно премиерот, дури неконтролирана изјава дава, мислејќи во тој аспект дека таму тие што учествувале не биле, односно биле некакви експерти, никои ништо, анонимни. И цело време изборите. Чекајте, ние правиме подготовки за да дојдеме до тие избори и сето тоа, мислам дека доведува до тоа што како да е некоја намера и понатаму да се обструираат овие преговори, односно во тоа што значи имплементација и спроведување. Од другата страна, лидерот на СДСМ Заев се гледа и луѓето што го придружуваат и тој дека задоволен. И ако одиме по редоследот на работите кои се направени до сега, мислам дека има причина да биде задоволен господинот Заев, затоа што го бараше или инсистираше отварајќи го процесот со така наречените бомби, полека али сигурно и го добива. Бараше специјален јавен обвинител, односно специјално јавно обвинителство, го има. Бараше нов изборен законник, го има. Бараше промени во комисијата, Државната комисија за избори, веќе го имаме, односно само треба да се назначат луѓето. Бараше преодна влада, односно учество во една таква преодна влада каде што и институционално ќе го одработи тоа што го бараше и инсистираше. И морам да ви кажам дека ние полека стануваме свесни дека лидерот Заев, без да бидам погрешно сватен, одработи и за многу други, да речем и за цивилното општество, за невладините организации, за интелектуалците, за аналитичарите, за медиумите, со тоа што отвори еден голем процес. Но, се разбира, не беше оставен сам. Преди се беше помогнат од разумни луѓе, од луѓе кои навистина сакаат промени во Република Македонија. Се што е изместено да дојде во тој прав колосек демократски и евроатлански интеграции и нови, односно промени во тоа што значи функционирање на демократски институции. И ако се собере сето тоа што е постигнато до сега, и ако со право ги слушам и имат право дури... До сега имаме само предпоставки. До сега е постигнато, од постигнатото е избран самено јавниот обвинител. Ќе бидат поставени луѓето, одредени институции кои понатаму процесот ќе го водат. Но, каде е нашиот оптимизам? Нашиот оптимизам и понатаму мислам дека и кај граѓаните е дека олеснувачите, односно Европската Унија со нивните представници и САД, не само што се вклучени
И јас мислам дека не завршија денеска тие ќе продолжат и понатаму како и колку ќе се спроведува сето тоа. Да, тоа се гледа и од нивните воздржани реакции денеска, но ќе ги оставиме, ќе ги оставиме овие детали за понатаму во дебатата. Професоре, која е пред се вашата оценка за она што го имаме како детали досега од постигнатиот договор за вклучително за целиот пакет кој што подразбира и многу други закони, освен овие административни именувања на нови функционери? Ова е вториот голем исчекор во реализацијата на договорот, со кој што треба да се нормализираат односите во нашата земја. Значи, решавање на политичката криза през решавање на институционалната криза. Тука повторно немаше ништо да биде сторено без поддршката од меѓународната заедница, секако се согласуваме, и работата е што исто така меѓународната заедница сепак сака и да укаже некои работи што треба и понатаму да ги применуваме, а тоа го покажува и со инволвирањето на соодветен начин, имено покажува дека не го става тоа како некој највисок приоритет, не ангажира највисоки преговарачи од најтежок калибар за решавање на овој проблем, со тоа што сака да покаже дека навистина во нашава земја има една ниска политичка култура, дека она што треба да биде разбирливо само по себе, што треба политичките субјекти да го решаваат во своите договори, без некои посебни тензии, без посебни триења, дека тоа треба да стане вообичаена пракса, а не дека треба постојано на тоа да се укажува. И јас мислам, она што треба сите ние да го научиме од овие лекции, е дека треба сите да бидеме многу посериозни, многу поодговорни, а пред се луѓето што се на власт. Како што гледаме и слушавме ние и од бомбите, дикцијата што ја има кај нашите политичари, тоа не прилега воопшто на, не знам, некое најниско културно ниво, да не зборуваме за луѓе кои што ја представуваат државата. Независно од тоа што тие договараат, што разговараат, самиот стил на дискусија што го имаат меѓу себе, тоа ја понижува нашата земја до крајни граници. Луѓето се смеат во светот и се зборуваат, овие ли се луѓе во врвот на политиката. Ако им се овие премиери и министри, па какви ли им се тогаш другите луѓе кои што се пообични, кои што се прости луѓе со едноставни занимања, какво ли е пак тогаш нивното однесување? И навистина во треба најсериозно да го сфатиме, овие лекции да ги примениме и веднаш од утре, или како што речеха овие неводенови, за часови, веднаш да го смениме однесувањето и да почнеме да се однесуваме културно и цивилизирано, да бидат реализирани сите обврски што беа преземени, без такви некои ефтини троштини дека постигнате успех со тоа што датумот за преговори е задржан и многу други работи. Едноставно треба да се испочитуваат сите овие и не само да се испочитуваат, туку да им се даде некоја длабока содржина, треба сите овие работи што ќе бидат реализирани да бидат надоградени на таков начин нашето општество да постигне напредок, не само да се излече од кризата, туку да надокнади за останување од многу години кои што беше направено со последниве гарнитури на власт. Во начинот на кој што досега се водеа преговорите со принципот тргни застани, постојано туркање со притисок од надвор, гледате некакви шанси дека тој пресвар пред се на политичката култура и менталитет за кој што и вие говорите, го спомна и Марија, дека тоа е можно? Апсолутно е можно и ова е тоа пулката. Сите луѓе треба да видат со кого имаме работа, дека навистина не ни прилега како држава, како земја која што му дала просветители на овој дел од светот на европската цивилизација, ние да се покажуваме како најмалку културни во овој амбиент, каде што има многу понови држави што се докажале и покажале дека можат многу успешно да функционираат. Едноставно треба да разбереме сите и од овие бомби и од овие преговори, треба да разбереме дека вака повеќе не може да се оди, дека треба сериозно да се работи, сите луѓе кои што зеле одговорна функција морат така и да се однесуваат на одговорен начин. Но нешто сакам сите тројца да ве прашаме следново. Имаме два различни аспекти на гледање и на самиот договор што е постигнат, односно и на преземањето на обврските. Она што според лидерот на СДСМ е битно е дека, како што вели ова е нов почеток за граѓаните на Македонија, започнува нормализација на институциите, процес на создавање на одговорна власт. Од друга страна, поентата на премиерот е дека она што е најбитно е дека е бетониран датумот за изборите, тоа е 24 април 2016 година. Сега,
во таков ракурс, дали од тука гледаме почеток на разрешница реална во насока во која што и вие во ведните излагања говоревте, или почеток на уште една неизвестност на следење на спроведувањето на сите овие обврски. Значи, како што кажав, јас ова го гледам само како изодување на првиот чекор, на договарање на елитите околу нивните витални интереси. И оние две изјави што вие ги прикажавте на почетокот на емисијата, буквално го отсликуваат тоа што е за нив витален интерес. СДСМ има витален интерес да влезе во власта, да завземе позиции со кои спред своите гласачи покажуваат дека тие можат да владеат и исто така ќе покажат дека можат да одговорно владеат, поодговорно и подобро отколку власта од која што се незадоволни. Да предизвикаат промени. Да, со надеж дека ќе предизвикаат промени, додека пак ВМРО ДПМН има витален интерес да се одржат избори на кои што конечно ќе ги признаат како валидни СДСМ, во кои што очекуваат и сите сондажи на јавно мислење покажуваат дека тие ќе бидат победници. Прашање е дали ќе можат да формираат влада, но дека ќе извојуваат победа на следните избори, тоа е повеќе од јасно. Со што во суштина ќе се вратиме во ситуацијата пред предходните избори, кога во суштина нема да има можност СДСМ да ги делегитимизира, да ги критикува како нелегитимни изборните резултати. Рамадани? Која е вашата позиција? Само ќе продолжам тука. Тука не се работи само за изборни резултати. Мислам дека сето тоа што го слушнавме со така наречените бомби материјали, прислушувани телефони и така натаму, мислам дека од тука од таму излезе нешто што ние само представувавме дека можно е такво владење, меѓутоа видовме што била суштината, односно како се владеело во Република Македонија. Како што рече и професорот Новковски, и каков вокабулар е употребен помеѓу нив луѓето и до каде е нивниот морал, политички, па и етика, нивна и така натаму дури и во меѓусебните односи. Ние во меѓусебните односи врхушката, да речеме, на ВМРО ДПМН и луѓето од ДУИ, кога разговарат со еден речник за нивните колеги, дали се работи за колега министер, дали се работи за шеф на кабинет и така натаму, кога меѓу себе слушаме зборови копилиња, кобили, што знам и така натаму, тоа е еден речник кој навистина не засрамува како држава и како граѓани на ова Република Македонија, кој не представува, односно кој ја води државата. И што е најлошото, сето тоа што ние го слушнаме веќе е слушнато и од меѓународната заедница, односно од луѓето од Европска унија, од САД, амбасадори, дипломати и така на. И тоа мислам дека не им дава за право на тие што се инкриминирани, корумпирани, не им дава за право да зборуваат за наредни избори, дури не им дава за право дека претендираат да ги водат нивните партии за наредните избори. Кога се отвара процес каде што ќе дојде период на презумција кога ќе се покренат обвиненија и поминување ни сето тоа што е како обвинение, поминување ни сето тоа што е морал политички, поминување ни сето тоа што е етика и вокабулар на еден представник
да речеме дали на партија или на граѓаните во таа влада или во другите институции. Тоа е проекција за која што не знаеме дали ќе се поклопи самата кампања со она што ќе произлезе како така што мислам дека е рано и не смееме ние да го најавиме само цело време датумот. Еве тоа што сакаат да се пролонгира датумот за избори, тоа не им успеа. Чекајте, до датумот на изборите ние отвараме друг процес. Зошто ние дадовме таму 12 Па добро, ја затоа и моето прашање беше токму тоа, дали ово е судир на две различни гледишта на тоа што е договорено, значи реален почеток на излез од кризата или најава и дека и натаму може да бидеме сведоци на нови судири при спроведување на секоја нова точка. Очекувам дека ќе има, дури мислам дека ќе има од време на време и потурбулентни ситуации. Иако ние сме оптимисти, денеска граѓаните се посречни дека се постигна еден договор за тоа што беше пролонгиран, обструиран, меѓутоа предпоставка е, ако еден од тие високи функционери, за кои веќе има индиции низ тие прислушувани материјали, и за него ќе се покрене обвинение. И најавата ќе биде дека може да биде притворен, затворен и така натаму. Тој ќе се повикува на неговата партија, членовите, симпатизерите, дека еве што ми прават овие, од кога се овие во Министерството, го водат Министерството за внатрешни работи и така натаму. Имаме такви ситуации затоа што луѓето кои се засегнати во едни вакви ситуации ќе ги употребат сите тие механизми, рефлекси нивни, за да можат да се спасат од такви ситуации. Ние можеби сега зборуваме од политички аспекти, анализи наши, меѓутоа ако малку анализираме, ние треба да очекуваме дека таков процес ќе се отвори. Затоа што со самиот факт дека имаме специјален обвинител, тоа значи дека ќе имаме и обвиненија. А тоа значи дека засегнати ќе бидат високи представници на партиите на власт, кои ќе барат одбранбен механизам. Првиот одбранбен механизам тие ќе го барат кај нивните симпатизери, затоа што речникот на популизам веќе се приметува. Слушајте, навредливо е за мене, не знам што мислите вие, дали е така. Меѓутоа, на некоја церемонија или што беше празникот на ВМРО ДПМН ден, да се излезе и премиерот со висок тон да повикува таму дека нашата земја, нашата Република Македонија, нашата... Добро, ние сме длабоко веќе навлезени во кампања. Не, ма тоа е симптоматично. Што е? Симптоматично е тоа што стануваат луѓе каде што таму има интелектуалци, професори, не само членови на партијата и други луѓе и така. На таков популизам аплаудираат 4-5 минути. Мислам дека ако продолжиме така и ако се продолжи со таква кампања, не најавена неофицијална, состојбите мислам дека ќе мора да се менаџираат многу сериозно. Многу сериозно и од меѓународната заедница, но многу сериозно и од сите нас кои на еден начин се бавиме со анализи, дали припаѓаме на одредени невладини организации, дали на одредени институции, универзитети и така натаму, за да може сепак да се луѓето да бидат свесни и да размислуваат добро со нивните глави каде ги води популизмот, каде ги води национализмот, каде ги води конфликтот, каде ги води недемократијата и така натаму. Професоре, вашата оценка колку овој судир на различни концепти, различно гледање на значењето на она што е договорено,
е најава дека можеби на секоја следна станица ќе бидеме од спроведувањето на секоја од овие обврски ќе бидеме сведоци на нови сеанси во клубот на пратеници. Па најверојатно ќе имаме повторно такви ситуации. За секоја нова клучна точка ќе има судири, ќе се завршуваат работи, меѓутоа досега се постигнати голем број на клучни резултати, па може да се очекува процесот понатаму успешно да се одвива. Иако рековме, овие две различни видувања на истите работи се присутни, секако од различната позиција. Од една страна, она што го води Заев е процес кој што е процес на демократизација на државата, на решавање на суштинскиот проблем на нефункционирањето на институциите, и тој е ослободен од дневните обврски кон клиентите како што ги има ВМРО ДПМН и Груевски, кој што постојано е поврзан од кој знае кои причини да објаснува дека тоа што се прави не се прави, дека ќе остане се постаро како што им е ветувано, наместо да се сврти кон реалната цел. Откако е постигнат договорот, треба веќе да се знае дека ние мораме да одиме во понатамошен развиток на демократските процеси, на институциите, на системот, и дека тука не смее да има никаков застој. Тука веќе интереси групни, лични, тоа веќе треба да биде оставено настрана. Ова е клучниот аспект на преговорите, и успех може да има само ако се остварат тие цели. Од тука и безпредметно беше тоа образложение на премиерот дека е успех што е зачуван датумот воопшто не е битен. На нас ни се потребни фер избори. Јас ќе го пофалев ако тој кажеше да, постигнате успех, ние одиме кон фер избори, одиме кон Европска Македонија, тоа ќе беше со максимални комплименти. Во овој случај постојано пак заостанува, се вовлекува во нови и нови проблеми кои што понатаму ќе создаваат компликации, но на крајот резултатот ќе мора да биде тој. Ние мораме да влеземе во европското семејство на народите како рамноправни, како со исто достоинство и со почитување на исти вредности. Ако може тука само да дополнам дека она што не го видовме од преговорите, а кое што се очекувам да биде предмет на потнатамошно градење на консензус и нови сеанси во клубот на пратеници, е токму овие аспекти на реформирање на демократските процеси во Македонија и меѓусебно договарање за што е потребно да се направи, заради тоа што потребно е да се постигне консензус и за виталните интереси на граѓаните, кои што покажаа дека се револтирани како се носат одлуките и политиките, дека не ги вреднуваат за своји, а од друга страна исто така и за реформа на институциите кои што ќе овозможат интегритет на власта. Што конкретно договорија партиите, какви законски измени, на кои закони и дали е тоа траекторијата која што ќе не води кон реформи и кон кредибилни избори до година, ќе разговараме по кратката пауза за реклама. Останете со нас. Универзитетските професори Марија Ристевска и Ненад Новковски, поранешниот пратеник Исмет Рамадани се мои гости вечерва во топ тема. Што конкретно договорија партиите, кои закони и што тие нудат? Дали е тоа гаранција за фер и демократски избори до година, кредибилни, признати од сите страни, е прашањето во продолжение. Но, како вовед, прилогот на колешката Сонја Николовска со дел од деталите за договореното меѓу партиите. Во рок од 15 дена по донесувањето на изборниот законник треба да се избере новиот состав на Државната изборна комисија. Власта и опозицијата ќе имаат по 3 члена, а тројца, меѓу кои председателот, ќе бидат експерти. ДИК добива право директно да поднесува кривични и прекршочни пријави. Има повеќе новини во делот на политичкото рекламирање. Медиумите не смеат да бидат донатори на партиите. Се воведува ограничување на 110 денари по гласач. Опозицијата добива 3 часа за представување во јавниот сервис и 8 минути на час програма во комерцијалните медиуми, исто колку и власта, а ќе се направи сразмерна поделба и на билбордите. Ќе се покачи процентот на жени на кандидатските листи. Од 10 предложени, 4 ќе бидат од женскиот пол.
Законот за бомби го добива името Закон за заштита на приватноста. Го опфаќа периодот 2008-2015 и гарантира заштита на личниот и приватниот живот. Веќе објавените прислушувани разговори не се предмет на овој закон. Тој што неовластено прислушувал ќе биде казнет со затвор од 1 до 5 години. Тој што ќе предаде прислушувани материјали ќе добие затвор до 1 година, а правното лице што ќе ги објави ќе плати 10% од профитот на фирмата. Овој закон ќе почне да важи 6 месеци по неговото донесување. Во тој период се очекува изјаснувањето на Венецијанската комисија. Законот за свиркачите го добива името Закон за заштита на укажувачите. Ќе ги штити оние кои внатрешно, надворешно или јавно ќе пријават криминално дело и опасност од уништување докази во некоја институција. Како системски закон ќе ги опфати и брачните партнери и блиските роднини на укажувачот. 4 партии се договориле и за анкетната комисија за скандалот со прислушувањето. Ќе брои 16 члена, 8 од ВМРО ДПМН, 4 од СДСМ, 2 од ДУИ, 1 од ДП и 1 независен пратеник. Председателот и заменикот ќе бидат од опозицијата. Секоја партија ќе поднесе листа со по 3 сведока, а комисијата на јавни седници ќе ги испитува во рок од 6 недели. Со оглед на тоа што се формира со задачнување, рокот за поднесување извештај се поместува до крајот на јануари. Донесувањето на сите договорени закони се очекува од понеделник. Тоа е во однос на договорените закони, а она што е една од најголемите специфики на овој политички договор се замениците и министрите и замениците министри и нивното право на вето. Што тоа значи? Како ќе се применува? Ни пренесува колешката Јулијана Левковска. Генералниот секретар на СДСМ Оливер Спасовски ќе биде новиот министер за внатрешни работи. Актуелниот Мицко Чавков ќе биде негов заменик. Фросина Ременски ќе раководи со Министерството за труд и социјална политика. Диме Спасов останува во министерството, но како заменик министер на предлог на ВМРО ДПМН. Како заменици министри СДСМ ги именува Кире Наумов во Министерството за финансии, Александар Кирацовски во информатичко општество и администрација, а шефот на кабинетот на Заев Лјупчо Николовски ќе извршува функцијата во Министерството за земјоделство. Според законот за влада, замениците министри ќе имаат право на вето за прашања кои ќе бидат поврзани со изборни активности. Конечната одлука за судирот на надлежности ќе ја носи Државната изборна комисија. Министерот за внатрешни работи ќе може да прави кадровски промени веднаш по неговиот избор. Дополнителниот заменик нема да има право на вето на неговите одлуки. Од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија велат дека нивната намера не е да вршат кадровски чистки и деградирање на вработените, сакаат да бидат само контролен механизам. Што се однесува до така наречените врзани подписи, на секој нов назначен функционер, ВМРО ДПМН има право да предложи заменик. Министерот за внатрешни работи во секое време ќе може да влезе во управата за безбедност и контраразузнавање и Бирото за јавна безбедност и да побара информации независно од фактот што директорите на овие институции ги именува владата. Министерството, велат од опозицијската партија, ќе функционира по принципот на хиерархија и субординација. Изборот на новите министри и заменици ќе се изврши во текот на наредната недела. Оливер Спасовски очекува со неговото стапување на функцијата да се врати до вербата на граѓаните во Министерството за внатрешни работи. По професија е дипломиран правник, работел како секретар на општина Куманово, а беше и пратеник од 2006 до 2008 година и во периодот од 2011 до 2014. Новиот министер за труд Фросина Ременски е универзитетски професор, автор на повеќе од 70 научни трудови и актуелен потпредседател на СДСМ. Тоа е договорениот пакет. Законите треба веќе од понеделник да бидат усвоени во собранието. А моето прашање е дали ова се мерки кои што ви даваат надеж дека се гради пат кон кредибилни избори до година. Професор, припочнувам од вас. Овие измени се направени со цел да бидат спречени некои од најштетните појави кои што се јавуваа во текот на изборите, како што е злоупотребата на финансиите, главно преку Министерството за информатичко општество и администрација, каде што се насочува пред избори главно средства за вработување на хонорарно вработени лица. Во овој случај извинувам што ќе ве прекинам, бидејќи ако гледаме барем од оние детали што досега ги немаме текстовите, интегралните текстови на законите, измените на пример во изборниот законник се споредено со претходниот се речиси минор.
Да. Тоа сакам да го кажам и како второ, како прво, овие се одредени аспекти кои што се покриваат, да бидат превенирани на одреден начин злоупотребите на финансиите. Сите делови се однесуваат на финансиите, како во земјоделие, така во јавна администрација, со влегувањето на новите министри и секако посебно во Министерството за внатрешни работи, кое што ќе биде одговорно за многу постапки понатаму во врска со решавањето на определени кривични дела и затоа сето тоа е оправдано во прва смисла, затоа што во подготовката за новата влада што треба да биде подоцна формирана, ова ќе биде еден клучен чекор. Она што спомнавте во поглед на изборниот законник, тука е направено, според она што го видовме, релативно малку, направени се позитивни измени, што се во секој случај за пофалба, меѓутоа кај нас има суштински проблеми кои што ги оптоваруваа сите изборни циклуси и кои што се натрупуваа долга низа на години, 20 на години се натрупуваат истите тие проблеми, стануваат се посериозни. Проблемите со злоупотребата на избирачките списоци, тоа што избирачкиот список содржи сомнителни лица, огромен број, нешто што требаше да биде направено, а не беше направено. Ќе беше многу добро и би било убаво ако во некој нареден период и тоа се направи, да се направи активната регистрација, да навистина луѓето кои што се таму да гласаат, затоа што не се знае што се додава и како се додава, кој потоа тие ги употребува и на каков начин. Би било најдобро, како што предлага представниците на меѓународната заедница, да има еден таков чекор. Добро, сега има еден друг мешавит модел на комбинирана проверка, па се дошло до констатација според неофицијалните информации дека за таа активна регистрација нема време, па тука беа и дуи против, бидејќи голем дел од албанската диаспора е надвор во тој контекст. Ристеска, дали овој пакет ја нуди таа гаранција за отстранување на она што не само опозицијата, туку и голем дел од стручната јавност го посочуваше како системски недостаток, како услови за системска кражба и нерегуларност на изборите? Искрено мислам дека ќе помогнем до по-фери демократски избори, иако сметам дека е пропуштена шанса да се отворат и разгледат ефективни решенија за многу аспекти, вклучително и изборните списоци. Но она што мене најмногу ме изненадува, што не беше предмет на разговорите до тој степен, е најголемата критика која што добивме на последните избори, тоа одвојувањето на државата од партијата. Освен со тоа што премиерот како носител на кампањата на ВМРО-ДПМН нема да биде на функцијата премиер, не видовме никои решенија кои што ќе оневозможат користење на јавни добра во функција на кампањата. Искрено во недостаток на таква политичка култура и се прифатена, дури општонародно прифатена пракса на користење на службени автомобили, службени возила, потоа активности на владата како начин за средба со поголем број на граѓани и презентација на работата на изедначување на работата на партијата со владата и државата и државните работи во суштина е она каде што барем засега не гледам поместувања и тука мислам дека самите партии можат да направат исчекор доколку почнат поодговорно да се однесуваат и покажат дека ја научиле лекцијата, дека можат да се однесуваат скандинавски, каде што после 4 часа одлегуваат во партиско возило, го стават возилото на државата. Тоа е малку утопистички, бидејќи вие знаете дека ние досега имавме одредби околу разграничувањето на државата од партијата, меѓутоа не само што слушнавме дека партиски штабови имало во министерства, туку имавме и ситуации кога
кога на официјални забелешки за улогата на министерот за внатрешни работи, официјални забелешки од ОПСЕ, се одговараше со цитирање на 5 различни закони зошто тоа што се прави, односно се избегнува таа обврска за одвоеност на државата. Да, и друга работа е, за да тоа функционира, морате да имате силни институции, како што се Државниот завод за ревизија, кој што не само да констатира дека се направени злоупотребено е користењето на државните средства во партиски цели или во политички цели за време на кампањата, туку да и дадете на вистина моќ на таа институција да покрене обвинителен акт за злоупотреба на службена должност. Вие го следите токму Заводот за ревизија и знаете дека на последните избори Заводот за ревизија не си ја заврши навреме ниту она редовна ревизија која што му ја препишува изборниот законник. Се повикаа на редовната ревизија според законот за ревизија, а ревизијата според изборниот законник ја одложија за цели 6 месеци или колку беше. Токму затоа велам, треба засилување на тие институции, треба целосна департизација на тие институции, целосна независност за да можат да ги контролираат политичките партии, овие сега на власт или било кој други, со што во суштина граѓаните ќе имаат поголема доверба во државата и државните институции. Рамадани? Добро, мислам дека законите кои се предложени, кои веројатно очекуваме да поминат и на наредната седница на собранието. Не според дека ќе поминат, меѓутоа Ристеска посочи на суштински недостатоци кои што не се опфатени во... Тие даваат една добра рамка, мислам, за да се очекува дека ќе бидат подготвени добри, фер, демократски избори. Но мене нешто ме загрижува во однос на пакетот на изборните закони, односно изборниот законник, каде што мислам дека единствена работа каде што сами се договориле партиските лидери е изборниот законник, без некој притисок од надвор. Затоа што тука веројатно се нашле во нивните интереси како главни политички партии. Тука нема некакви промени суштински, туку едно дизајнирање со тоа што... Има некој намалување на во однос на финансирањето и има една голема новина во однос на времето за рекламирање. Само. Ништо, никаква промена, иако упорно се бараше од цивилното општество, упорно се бараше од помалите партии, се бараше од интелектуалци, експерти, отворените листи. Тука, мислам, не се направи ништо и тука дојде до израз во содржината, односно во останување на тоа што треба истиот модел да остане и остане. Во однос на другите закони, законот, да речеме, за укажувачите, односно како беше... Да, сега е закон за укажувачи, бидејќи тој термин веќе постои во македонското законодавство, инаку свиркачи е буквален превод. Тоа е добро, затоа што цениме дека имаме во оваа наша администрација луѓе кои навистина знаат многу за сите тие аномалии и незаконски дејанија во самата администрација, во министерствата и така натаму, и тука ќе помогнат сепак да се откриват тие слабости понатаму и да не се повторуваат. Законот за бомбите, мислам дека добро е што се настојува приватноста да се сочува. Сепак, иако ценам дека и СДСМ, односно лидерот на СДСМ, внимаваше многу на тоа што значи приватност, семејство и така натаму. И тоа веќе мислам дека е добро. Се постигна нешто позитивно во однос на Државната изборна комисија, односно ДИК. Еве веќе дознаваме дека председателот ќе биде експерт, нема да биде и заменикот, нема да биде од редовите на партиите.
така што има некои промени кои како пишувани закони, како пишувани одредби, даваат само некоја гаранција, односно рамка законска. Меѓутоа, човечкиот фактор и имплементацијата, луѓето, дали има некоја можност, иако на прагот на изборите се организира некоја едукација за спроведување на изборите, но мислам дека кај нас нешто таа едукација за спроведување на избори добро е што се предвидуваат и санкции понатаму, и ако имаше и досега, меѓутоа луѓето кои спроведува избори од позиции на власт, тие санкции воопшто не беа... Не, впечатокот е дека особено со овој изборен законник многу се игра, многу се манипулира. Прво имавме ние одамна целосно професионален состав на Државната изборна комисија и на избирачките одбори, па се вративме на некоја меѓу варијанта, сега ќе имаме пак некоја исто така меѓу варијанта. Професоре, како вие гледате на овој пакет како можност и брана од повторување на сите оние изборни девијации кои што 2014 доведоа до одлука на опозицијата да не ги признае изборите? Веќе укажав на една работа, а тоа е дека овде имаме најслабо ефектуирање на барањата за создавање на услови за фер и демократски избори и за наредните циклуси. Пречистувањето на списокот мораше да биде многу подлабоко направено, многу посериозно да се пристапи кон решавањето на оваа ситуација. Спомнав, тие решенија што се предложени се многу убави, меѓутоа тие се доколку ние имавме еден систем кој што функционира. Кај на системот суштински не функционира, имаме проблеми, и тоа не сме имале само еднаш проблем. Да се подсетиме дека ние 1994 имавме тешки проблеми со бойкотирање на изборите поради нерегуларности на изборите. Истото ни се повтори 20 години подоцна и мора најсериозно ова да се свати, мора да се преземат многу подлабоки мерки да се применат за да може да се воспостави системот онака како што треба. Тие сите работи што ги спомнавме во поглед на одредени дополнувања, подобрувања, во поглед на дополнителна контрола, не се соодветни на нашата ситуација која што е навистина многу тешка. Ограничувањето на средствата на многу мали износи и така натаму, сето тоа дури може да биде контрапродуктивно, затоа што може да биде злоупотребено, како што и сега се случува од власта против помалите партии, тие ќе бидат секогаш во тешка ситуација да направат некои злоупотреби кои што можат да ги сокријат, што нема да биде случај со, како што гледаме, со партијата на власт, што може да си направи работи што никој нема да ги забележи, и тоа може да биде и само контрапродуктивно. Доколку постојат можности, би било добро понатаму во наредниот период навистина сериозно да се пристапи кон пречистувањето на списокот и средување на регулативата, правилното функционирање на изборите, да се пристапи многу искрено кон изборите, не кон изборите како средство за добивање на власт, туку како средство за самооценување на носителите на власта. Тоа го споредувам како ситуацијата со студентите. Студентот доаѓа на испит, тој може да мами, работата не е во тоа да мами студентот, туку студентот да си го провери знаењето, да види што кажува професорот за неговото знаење. Исто така и за политичките партии, изборите се начин тие да си проверат што мисли народот за нив, а не да создадат некоја лажна слика за тоа колку ги сакаат граѓаните. Професоре, Ристевска загатна еден многу интересен детал, барем од тоа што досега го знаеме, а ако ја беше поинаку, веројатно ќе не беше и предочено, а тоа е дека во изборниот законник недостасуваат суштински елементи за она што беше досега констатирано како најголем македонски проблем и како една од најголемите злоупотреби, а тоа е неодвојувањето на партијата и државата, и од тука што почнува сиот тој след по принципот на сврзани ставови на корупција и злоупотреба на власта за изборни цели. Дали тоа ќе се надомести на некаков начин или може да се надомести со ова иновација што ја имаме сега, значи нови министри во таа така наречена влада, па нивни заменици министри, врзани подписи, право на вето, или тоа ќе доведе до некоја само поголема конфузија?
Тоа во одредена мерка ќе реши некои од проблемите со тоа што ќе има одредена контрола на употребата на средствата во изборите, меѓутоа постојат и многу други деформации кои што мораат да бидат отстранети. Ова е само еден дел и со тоа ќе се реши само еден навистина мал дел од проблемот. Има многу други проблеми кои што треба да бидат решени за да добиеме навистина фери демократски избори, да не ни се повтори ситуацијата повторно после 10 или 20 години да имаме многу тешка криза. Спомна 94-та ние имавме бојкот на изборите, 2014 имаме ужасно тешка политичка и институционална криза, кога би ни се повторило ова пак после некое време, тоа би било страшно за државата и тоа сите треба да го разберат. Треба да разберат дека партиите се на власт за да му служат на народот, а не за да си ги остваруваат целите тие да бидат на власт и да си обезбедуваат привилегии за себе, се додека тоа навистина не го сватат, додека не се пристапи кон изборите на таков начин дека вие барате да ве одсе народот и воспоставувате механизам каде што навистина ќе ја добиете вистинската мерка, а не да прикажете пред луѓето дека имате такви постигања, се до тогаш нема да може да се оди напред и овде треба навистина да се пристапи многу сериозно во сите чекори. Да, ама во меѓувреме го имаме истиот феномен како пред претходните избори. Повторно задолжување за 500 милиони евра, што може да значи нешто сосема друго. Рамадани? Добро, мислам дека ова се повторува неколку циклуси пред изборите. Обично се зимаат кредити кои после тие средства не знаеме каде одат, иако знаеме, меѓутоа само предпоставуваме, затоа што обично тие се делат како да ги наречеме црни фондови после. И ние законски можеме да ги овие средства кои со закон се одредуваат и така колку може за една партија за избори, но проблемот е во тоа што овие кредити, овие големи, тие се големи суми пари и може да се искористат за избори. Дали овој баланс министер со заменик сега е некаква малку гаранција? потешко тоа ќе води. Малку потешко, затоа што сепак голема е улогата Министерството за внатрешни работи во едни вакви ситуации, злоупотреба на средства и финанси и така натаму за избори. Улогата исто и на Министерството за труд и социјална политика, затоа што и тука се злоупотребите со еднократни таму И Министерството за информатичко општество кој го контролира најпотенцијалниот, најголемиот така што овој пат мислам дека електорат тешко можат во таков обем и начин како што се злоупотребиле во минатите циклуси на избори овие финансиски средства. Ристеска, Ако може само една корекција, сметам дека ние, мислам, далеко сме од ситуацијата во 90-тите, кога Македонија беше една од земјите која што можеше да се зајмува или пак да добива буџетска поддршка. Мислам да добива кредити кои што влегуваат директно во буџетот, а и со тоа да се користат истите тие пари за други цели. Значи Македонија одамна не е во таква ситуација. Овие кредити кои што во моментов ги добиваме и ги добиваме во последните 10 години, би рекла, се кредити кои што се добиваат за точно определени инвестиции, кои што имаат строга мониторинг контрола од меѓународните финансиски институции и се администрираат на посебни сметки кои што се под директна контрола на истите. Така што мислам дека треба да бидеме коректни во оценувањето на заемите како начин на злоупотреба, заради тоа што Македонија одамна не зема средства како директна буџетска поддршка за да можат да бидат користени за други цели. Добро, тоа е сосем една друга дебата, бидејќи има и различни искуства и параметри. Но се користи како спин за изборните Она што резултати. сакав да ве прашам е дали овие нови инструменти, начини на функционирање во владата, министер, заменик министер во неколку ресори, може да бидат начин да се одбегне тоа што вие посочивте дека како недостаток не е решен и во
и со постојните измени на изборниот законник. Тоа е злоупотреба на власта, односно изедначување на партијата и државата, а се во функција на изборни цели. Видите, јас се обидувам да го разберам рационалот или логиката зашто дошле до вакво решение. Предпоставувам дека СДСМ добива министерски места без избори и нивните министри не се де факто легитимни, па заради тоа треба да бидат проверени од нивните заменици кои што имаат поголем легитимитет, а доаѓаат од власта. Но од друга страна мислам дека тоа право на вето де факто ќе ја блокира државата во следните 6 месеци, но не може да оди во таа насока да речеме ги блокира основните платежни механизми, како што се мислам не може да не се исплати социјалната помош на примателите на социјална помош, нема да може да не се исплатат пензиите, нема да може да не се исплатат но во исто време нема да може да се плаќаат екстра дотации кои што досега беа покривани на пример со програма донесено не знам кога. Предпоставувам дека можеби ќе се внимава на временскиот период кога ќе бидат исплатени, дека нема да бидат пред избори, ама тоа го имавме досега и регулирано и со претходниот изборен законник, така што ништо не се исплаќаше пред избори и после избори. Само една интересна, мораме да одиме на реклами, но кратко сакам по еден коментар од вас на една доста специфична одредба од она малку што го имаме од овој закон, а тоа е вели министрите на опозицијата ќе може да прават кадровски измени, што значи дека ќе функционираат со полн капацитет, некако што претходно се велеше да бидат само технички лица, но вели понатаму законот, на секој нов назначен функционер од нивна страна, заменикот ќе може да назначи ќе биде назначен заменик на предлог на заменикот министер од ВМРО ДПМН. Добро. Мислам дека функционирањето на тие министерства, каде што сега ќе учествува и СДСМ со неговите министри и заменици, ќе биде комплицирано. И ќе биде толку комплицирано и колку ќе инсистираат да го комплицираат и процесот првите луѓе, па сето тоа после ќе се одрази во самото министерство. Кога се однесува на тоа како ќе профункционираат, мислам дека тука сега се случуваат работи кои прв пат се соочуваме со таков начин на функционирање и зашто ние се доведовме до вакво функционирање, мислам дека вината веќе се знае каде е. И така што за да се Добре, ова се навистина нови креативни решенија како одговор на македонската. Али во исто време се и проблематични, односно иако еве да речеме во Министерството за внатрешни работи тука ќе профункционира малку и субординацијата и малку можеби полесно е. Меѓутоа, како тоа ќе профункционира во Министерството за труд и социјална политика или во другите министерства. Сето тоа се зависи, значи продолжува и понатаму и во рамките на министерствата да се разговара, да се договарат и во еден бескраен договор да се направи нешто и сето тоа зависи од волјата, значи која е интенцијата, што сака да се постигне понатаму и најважно е тоа што е во сето ова е злоупотребите, беззаконието. Ако некако успеат тоа да го спречат, мислам дека сепак нешто се постигнува. Професоре, се става ред на беззаконието и самоволието со овие нови иновативни решенија? Ова е, рековме, првиот чекор за да може да се дојде до таа влада што ќе биде во основа техничка од наредниот период, кога ќе може да профункционира навистина на некој подобар начин, да може да се тргне од некаде. Овие решенија ќе овозможат да се следи дел од движењето на финансиите, да може да се контролира. Постоењето на тие дополнителни заменици на сите раководители
во основа, како што видов, не повлекува и нивни соодветни права на вето, како што има заменикот на министер, што значи во основа сакаат да си одмора да помане да си ги стокмат тие лица кои што ќе бидат сменети, да имаат иста плата и да бидат на слично место во министерството. Ќе биде многу сложена ситуацијата, секако овие решенија се многу комплицирани. Комплицираните решенија никогаш не даваат добри резултати, можат да помогнат во определен период и ја се надевам тоа да биде само решение додека да се спроведат фер и демократски избори, додека да се направи некоја средување на институциите и да почнат да функционираат нормално. Тука за одиме на уште една пауза за реклами и потоа остануваат завршните пораки на моите вечерашни гости. Останете со нас. Во завршницата сме на вечерашната топ тема со последното прашање. Господине Рамадани, ова е пакетот на закони, реформи кои што е досега договорен. Дали тој води до суштината, реформи, демократизација на државата и така натаму што беше заговарано од сите, или имаме само некаков административно-законски формализам кој треба да нуди некакви шанси за фери демократски избори? Сосема на кратко, бидејќи Да, мислам дека поставени се регулативи, односно ќе бидат поставени за да се подготват фер демократски избори. Меѓутоа, во сите овие новини, јас мислам дека добро е да размислуваат политичките партии, политичките субјекти во една насока која сакам да ја кажам во оваа емисија. Ако веќе во однос на ставовите политички имаме владеачки партии и една ДПА која е врзана со владеачките и е поддржувач интелектуалци, публицисти, медиуми и така натаму на опцијата која владее сега во Република Македонија, таа власт. И од другата страна имаме опција која не се сложува со такво владење и веќе притискаше да имаме нов законник, односно нови закони, нови правила и така натаму. Јас мислам дека добро би било да се оди на широки големи коалиции, тие кои се сложуваат со оваа власт и во коалиција на избори, и сите тие други кои не се сложуваат со вакво владење во една широка голема коалиција, дури тука мислам и македонско-албански коалиции, партии, за прв пат нека се случи во Република Македонија. И тогаш мислам дека граѓаните ќе имаат многу чисти опции за да се определат дали тие мислат дека треба да се продолжи со ваков начин на владење или треба да продолжат, односно да гласат за политичка опција која не се сложува со начинот. Ако бидете малку поголем реалист, кога мислите дека би било време, за колку години за таков концепт во Македонија? Јас мислам мислам дека сега имаме ситуација, затоа што мораме да бидеме искрени до крај. Јас тоа го кажам со моје убедување дека господинот Заев со овие материјали, со овие така наречени бомби, одработи многу за опозицијата која не е СДСМ. Дури и за албанската опозиција. Ако албанската опозиција вели дека понатаму не сакаме да не водат инкриминирани, корумпирани политичари, односно функционери, тогаш еве шансата да се определа за ваква опција во една коалиција, каде што... Наметнавте тема, ама за друга дебата, не гази времето. Рисевска, на почетокот го загатнавте дилемата за суштинските реформи кои и требаат на Македонија за трансформација во еден вистински демократски систем. Дали овој административно-законски пакет води кон тоа или засега е само на ниво на формализам? Ова што го кажуваше Исмет, мислам дека во суштина многу ни е потребна реформа воопшто на системот. На вистина може би еден интегративен систем на политички систем каде што партиите се договараат предизборно
и одат заеднички со една платформа на избори, може да не влада, спаси... значи коезивно општество. Така, може да не спаси од вакво елитно договарање во консензуален систем кој што го имаме во моментов за многу нели прашања, па возот да запира на секоја станица, како што гледаме, но во секој случај во моментов не можеме да разговараме за тоа, затоа што преговорите не дојдаа до таков заклучок, иако навистина мислам дека е потребно. Она што е навистина потребно да преговорите не запрат туку да продолжат за суштински реформи на демократијата во Македонија, затоа што таа треба да се спаси, и тоа во однос на внатре-партиските реформи, на самите партии, воведување на демократски механизми, кои што можат да не ги направат самите партии ефективни, но се далеку потребни заради демократизација на македонското општество, демократизација на македонското општество преку ревизија на правилата за свикување на референдум, поголемо практицирање на учество на граѓаните во носењето на одлуките, електронско гласање и секако она што е веќе на агендата на Европската унија и останатите меѓународни представници, а тоа е зајакнување на регулаторните тела и независните институции, како што е ДЗР, ја споменавме, но многу други, Советот за радиодифузија, ДКСК и целиот пакет на регулаторни тела кои треба да бидат независни, а не се. Професоре Новковски, за вас за крај едно сосема друго прашање. По многу апели, повици за реформи на ВМРО ДПМН, кревате раци и сега во Фродем. Зошто? Затоа што се покажа дека моите апели не вродија со плод, се покажа дека оваа структура на ВМРО ДПМН не успеа да ја преживее болеста на ниското цивилизацијско ниво, нешто што е спротивно на основите на формирањето на организацијата од времето, заснована на идеалите на слободата и правдата и со ценење на највисоките европски вредности. И сега сме на пат да бараме решение во таа насока, каде што би требало да се приклучат и сите оние кои што ја ценат идејата за Македонија како еднаква со сите европски нации. И со една минута, како што се договорија партиите да ви отстапат на сите други, ќе имате шанса? Сигурно. Ви благодарам на тројцата што вечерва бевте мои гости. Почитувани, тоа беше се во вечерашната топ тема со нови содржини од понеделник. Останете и натаму со програмите на Телма.